Принцот Луис повторно го украде вниманието. Тој и неговите брат и сестра, принцот Џорџ и принцезата Шарлот, присуствуваа на големата парада во Лондон по повод Денот на победата во Европа, прослава во чест на ветераните од Втората светска војна и Денот на победата во Европа. Младите принцови и принцезата пристигнаа придружени од нивните родители, принцот Вилијам и Кейт, принцезата од Велс. Луис е познат по своето палаво однесување на разни јавни настани, а ова не беше ништо поинакво. Во еден момент, 7-годишникот ја влечеше униформата на својот татко, со чудење гледаше како воени авиони летаат над Лондон и го задеваше својот брат додека му ја средуваше косата. Тој исто така правеше разни гримаси и го исплази јазикот додека чекаа да започне церемонијата. Ова беше првото јавно појавување на децата на принцот и принцесата од Велс во 2025 година. Прославата вклучуваше воена парада што започна во парламентот и заврши пред Бакингемската палата. Членовите на кралското семејство го гледа над летувањето на кралските воздухопловни сили од Балканот. Инаку принцот Луис од Велс е најмладото дете на принцот Вилијам и принцезата Кейт. Тој е роден на 23 април 2018 година и е трет во редот за британскиот престол зад неговиот брат Џорџ и сестрата Шарлот. Судењето на Шон Диди Компс започнува денес, 8 месеци откако беше уапсен по 3 сериозни обвиненија. За разлика од некои други случаи со висок профил, ова судење нема да се емитува на телевизија. Познатиот музички продуцент и собственик на издавачката куќа Bad Boy Records ќе се брани пред судија и порота од 12 члена против бројни сериозни обвиненија. Зошто судењето не се емитува на телевизија? Судењето нема да се емитува во живо поради законите донесени одамна во САД. Бидејќи станува збор за федерални кривични обвиненија, електронските медиуми не се дозволени во судницата. Според федералното правило 53 од кривичната постапка, снимањето, фотографирањето или емитувањето на судските постапки не е дозволено. Во 1972 година, снимањето беше дополнително забрането во областите околу судницата. Иако правилата за граѓански предмети се малку поблаги и дозволуваа снимање со одобрение на судијата, тоа не е случај во кривичните судења на федерално ниво. Камерите се уште се дозволени во судовите во некои американски држави, но не и тука. Затоа секој што сака да го следи случајот ќе мора да почека судски извештај по секое рочиште. Доајенот на македонското глумиште, актерката Снежана Коневска-Руси, е годинашен добитник на наградата за животно дело, што доделува македонскиот театарски фестивал Војден Чернодрински, кој ќе се одржи од 6 до 13 јуни во Прилеп. Коневска-Руси е добитник заедно со актерите Сонја Михајлова и Гоце Тодоровски. Фестивалот го прифати предлогот на МНТ и на Снежана Коневска-Руси. Наградата ќе биде врачена на отворањето на годинешно во 59-то издание на фестивалот. Снежана Коневски-Руси, легенда на македонскиот театар, филм и култура, повеќе од 5 децении е дел од театарскиот филмски репертоар во земјава. Нејзината актерска кариера низ децении тивко и непрекинато ниже широк диапазон на ликови на сцената на МНТ и на другите театарски сцени. Низ својата актерска кариера, Коневска-Руси одиграла 48 театарски улоги, 10 улоги во серии и во филмови и 20 режии и асистенции на режија. Таа била и сценарист и водител на голем број детски музички фестивали, синхронизација на неброени цртани филмови и ТВ проекти, образовни и контактни емисии. Творец е и на голем број проекти за деца, позајмува гласови на ликови во серии за возрастни и за деца, реализатор е на голем број специјални програми на HBO и долгогодишен соработник на ФАТ и ДАВ, Кочани како селектор, член на жири комисија и уметнички директор, како и спикер, водител и член на голем број емисии од музички, забавен, водителски карактер и на детската радиодрама во РТС.
Во среда, утре во Младинскиот културен центар во Скопје во киносалата Фросина со почеток во 13 часот и 30 минути ќе се одржи комеморација за неодамна прирано починатиот македонски музичар, композитор, текстописец, аранжер и музички продуцент Тоше Поп Симонов. Настанот символично се организира токму на местото каде што Тоше ги направил своите први посериозни музички чекори и ги забележал првите успеси во далечната 1980 година како гитарист на тогашната джез-рок симфо-фјужен група Постскриптум, во која покрај него на гитара ќе членуваат врвни музичари како Кирил Џајковски на клавиатури или Љупчо Трајковски фист на бас. Тоше Поп Симонов ќе остане запаметен како врвен гитарист кој суверено ги владееше сите стилови и музички жанрови, за потоа да прирасне во еден од најсодржаните автори и пред се врвни музички продуценти со кои се работувале најголемите имиња во историјата на македонската популарна музика. На комеморацијата ќе зборува 15 на македонски музички ѕвезди, новинари, колеги, пријатели, соработници на Тоше, со кои тој соработувал и се дружал во текот на животот и музичката кариера. Нивните сеќавања ќе бидат илустрирани со мноштво фотографии, видеа и музички парчиња од богатиот авторско-продуцентски опус на Поп Симонов.